Почитувани, добре дојдовте на новиот подкаст во рамки на серијалот подкасти The Voice of Ma, кој што оваа недела е посветен на темата како од идеја до бизнис. Ова е една многу интересна тема, особено што ја обработуваме во рамки на Академијата за жени предприемачи, која што е посветена на овој серијал подкасти. Станува збор за платформа на учење, на предприемачко учење, која што ја спроведува Македонско-американската алумни асоцијација, проект поддржан од амбасадата на Соединетите американски држави. Во суштина станува збор за една меѓународна платформа која што е направена од страна на владата на Соединетите американски држави, која што се спроведува во повеќе од 80 земји, вклучително и нашата земја, и низ оваа програма досега поминале повеќе од 15.000 жени ширум светот. Денеска со нас и овој подкаст го посветуваме токму на Академијата за жени предприемачки и она што е многу важно, најава на следната генерација која што ќе започне многу наскоро. За тоа што се добива во рамки на оваа академија и како всушност сите вие кои што сте заинтересирани да стартувате некаков бизнис, може да се инспирирате од идеја да дојдете до реален бизнис, е темата која што ја обработуваме денеска на денешниот подкаст, заедно со нашите две денешни гостинки, а тоа се Софија Гошева Чоланческа, која што е финансиски експерт и е една од едукаторките во рамките на Академијата за жени предприемачки. Така. И Марта Пеоска, која што е предприемачка и учесничка на минатогодишната академија, всушност победничка. Ова е, значи, жената предприемач која што имаше најдобар бизнис план кој што се оценува според однапред дефинирани и строго прецизирани критериуми. За почеток, добре дојде на денешниот подкаст. Добро ве најдовме. Денеска секако ќе зборуваме за академијата, ќе зборуваме за тоа што значи да се биде предприемач, односно предприемачка во нашата земја, но за почеток Софија едно прашање, а тоа е како оваа платформа, како академијата која што се спроведува во рамките на овој проект помага на жените, на учесниците во програмата, како да го изодат патот од идеја до реален бизнис. Така е. Па веќе ти спомна, оваа програма, односно оваа платформа е изработена 2019 година од америчката влада со помош на државниот универзитет, Америчкиот државен универзитет во Аризона. Тандербилт школа, така се вика школата по економија на Аризона универзитетот. Програмата е изработена точно за жени предприемачки, потенцијални предприемачки и веќе воспоставени предприемачки, кои што развиваат некаков бизнис, било каков бизнис, кои што имаат или кои што имаат бизнис идеја и сакаат да формираат, да воспостават свој бизнис, низ која што се обработуваат, се поминуваат 13 модули, почнувајќи и како крајна цел на оваа платформа е изработката на бизнис планот, еве точно тоа што спомна дека учесничките минатата година и предминатата година го изработуваа. Во оваа платформа која што се состои од тие 13 модули, вградена е алатка за изработка на бизнис план, кој како се поминуваат модулите, така таа се надополнува и на крајот самата платформа го генерира бизнис планот. Сега, што се тие 13 модули? 13 модули снимени материјали, кои што преку искуството на една имагинарна жена предприемачка, која што исто така има одредена бизнис идеја на почетокот, поминува и прикажува, искуствено прикажува како таа ги решава сите прашања, дилеми кои што и се покренуваат како бизнисот, односно како активностите течат. Значи ги поминуваме, се запознаваме, учесничките се запознаваат со концепти како што се што е тоа, што е маркетинг, што е продажба, што е финанси, што е управување, менеджмент, што е управување со бизнисот. Значи тоа се тие некои концепти кои ги разработуваме низ тие 13 модули и
како да кажам, ги демистифицираме овие некои поими, некои концепти кои што се дел од секојдневниот живот на предприемачите, па дури до некакви многу практични активности кои што се исто така дел од секојдневието на предприемачите, како што се прием на работници, па дури отпуштање на работници, како да се организира бизнисот, како да се кај помалите бизниси, например, како да се одвои домашниот буџет од буџетот на фирмата, што е готовина, како таа готовина има влијание на секојдневните активности во бизнисот. Програмата е исто така полна со ресурси, односно полна со алатки во смисла на некакви шаблони, некакви образци кои што учесничките ги пополнуваат како кој модул завршува, и се тоа резултира на крајот со тој изработен бизнис план. Сега, како ја организираме ние наставата, односно како учесничките поминуваат програмата, тие 13 модули учесничките ги поминуваат сами. Еднаш неделно ние организираме онлайн средби на кои што ги разработуваме сите концепти, односно темата која што веќе тие поминале во текот на неделата, и на таа, например, онлайн средба ги разработуваме и ги расчистуваме сите дилеми кои што ги имаат учесничките во програмата. Тоа е од прилика вака за каква програма станува збор, во смисла дека навистина е практична и навистина преку вистински практични примери се запознаваат и си го систематизираат и организираат патот по кој што треба да го изодат доколку го спостават, односно за оние кои што се веќе предприемачки, само ова е еден начин како да го систематизираат работењето, да немаат некои празни чекори и да нема и расчистуваат одредени дилеми. Така, ќе се вратам со уште многу прашања поврзани, меѓутоа еве Марта е овде. Колку Марта ова како ресурс кој што се добива преку програмата навистина помага во пракса. Значи, таа имагинарна предприемачка преку која што го одите патот на пишување на бизнис планот, колку е апликативна во реалноста, особено ставена во македонски контекст? Прво морам да кажам дека толку добро го објаснува Софија, што добив желба пак да се пријавам и уште еднаш да ја слушнам целата програма и академијата. Повторувањето е мајка на знаењето. Во секој случај. Морам да кажам дека она што моето лично искуство е дека преку искуственото учење, преку оваа програма, која што многу добро изгледаше и теоретски и практично, многу добро беше систематизирано сето она што ние требаше да го поминиме и да го научиме. Конкретно за мене како предприемач кој што се занимава со уметност и уметноста има ставено во некои бизнис рамки, јас сум архитект по образование, така што економскиот и финансискиот дел, пишување бизнис планови и сите тие детали мене реално ми беа многу долго време непознати, така што без разлика што доволно долго веќе ова го работам и сум во бизнис светот, имам 20 годишна кариера со ова што го работам. Меѓутоа оваа програма буквално мене ме седна пред компјутер, односно на маса, и за 3 месеци колку што траеше програмата, јас буквално добив апсолутно визија, односно точно знам што треба да направам и како тоа треба да изгледа, за на крај да го имам готовиот производ, односно напишаниот бизнис план, кој што испадна дека уште најуспешно сум го напишала, така што да, можам да кажам дека сето она што голем дел од сето она што јас го сретнав во програмата, апсолутно е апликабилно и кај нас, поради тоа што тоа е начинот како да една бизнис идеја да се претвори во бизнис. Така, значи предноста која што ја добиваат учесниците на оваа програма е дека добиваат една комплетна слика за тоа како треба да изгледа еден процес на етаблирање на бизнис или поставување на здраве нозе на веќе започнат бизнис. Некако by the book некој работи. Обично ќе го објаснам, буквално е како некој да ве фаќа за рака и ве води. Сега ова, сега ова, сега ова, сега ова, и ако ова се го направиш и го поврзиш поред, на крај ќе го добиеш.
ова. Така. Овде за гледачите би било убаво да потенцираме дека може да се пријават, ќе бидат објавени деталите во конкурсот, меѓутоа и за сите кои што и имаат некаква идеја. Всушност денеска токму и за тоа зборуваме. Софија како едукатор, ментор во рамки на академијата е веќе цели 2 години, односно 2 генерации, колку што и всушност оваа програма се имплементира во нашата земја, секако кажавме со поддршка на амбасадата на Соединетите Американски држави. Колку Софија во овие 2 години ти лично виде остварливи, реални, здрави бизнис идеи? Па, сега точно некоја статистика немаме се уште изанализирано и направено, меѓутоа вака од сеќавање од овие 2 години, мислам дека некаде 50-50 беше отприлика пола беа бизнис идеи, предприемачки, потенцијални предприемачки кои што имаат некаква бизнис идеја и имаат амбиција таа идеја да ја остварат, и веќе воспоставени бизниси, еве како Марта на пример, кои што имаат некакво искуство, имаат искуство и работат, се борат на пазарот со својот производ, со својата услуга, излегуваат на пазарот, ја продаваат и се успешни. И сега да се навратам пак уште еднаш на програмата, што е она што уствари го пружа, односно го обезбедува програмата. На овие часови, низ овие модули не се разработуваат, например, бизнис идеите во смисла дека ние разработуваме некаква идеја од доменот, од типот на производот или типот на услугата која што сака да ја формира предприемачката, односно учесничката, туку ги проаѓаат учесничките, практично ги совладуваат оние вештини и оние концепти и поими кои што се заеднички за сите бизниси. Значи, без разлика дали е во прашање бизнис кој што генерира некаков производ или пружа некаква услуга и така натаму, некои делови од секојдневните активности се заеднички за сите бизниси и тоа е тоа што го нуди програмата. Значи, тие некои од прилика 30 до 40% од активностите со кои што они секојдневно ќе се среќаваат, тоа е тоа што го нуди оваа академија. А учесничките, многу од нив, колку што сум запознаена, бидејќи се уште сме во контакт, имаме група преку која што соработуваме и дискутираме и се уште комуницираме, и тоа како работат, и тоа како се успешни, и тоа е за поздравување, затоа што јас се радувам, затоа што запознав голем број на амбициозни, млади предприемачки кои што се борат секојдневно и на домашниот, меѓутоа и излегуваат надвор со своите производи и со своите услуги и ги продаваат. Ова го зборувам во контекст на тоа дека и самата програма каква што е креирана, нели како што потенциравме од Бирото за едукација во рамки на владата на Соединетите Американски држави, е да поттикнува што повеќе жени да влегуваат во бизнисот. Значи постојат разноразни статистики, меѓутоа во многу региони и во многу земји од светот се уште жените не се доволно застапени во светот на бизнисот. Идејата е да се охрабрат жените најпрво да дојдат и до идејата, а потоа како таа идеја да стигнат и до реален бизнис. Затоа и прашав дали имаме срж од каде што произлегуваат добри бизнис идеи, независно од тоа како и колку ќе се развијат во вистински бизнис. Да, јас мислам дека имаме млади, амбициозни и потенцијални и веќе воспоставени предприемачки кои што и тоа како се успешни, на страна од оние ограничувачки фактори кои што се уште постојат и кај нас и секаде во светот, од таа традиционална улога на жената која што не ја дозволува, можеби според незините можности не ни дозволува, веќе се ставам и јас во таа, јасно во секако во таа група на жени, не дозволува да се земе доволно учество во економскиот резултат односно економските активности на земјите и на светот, затоа што се уште преовладува мислењето дека
жената треба да се грижи за домот, треба се грижи за семејството, за родителите, за децата и така натаму. Многу малку време останува таа да се докаже уствари на економски план колку може да придонесе за општеството. Затоа и програмата е направена да ја поттикне таа амбиција кај жените да преземат активности и да почнат да соработуваат и да генерираат. Така, од една страна и да ја поттикне амбицијата, да им даде конкретни алатки, ресурси, знаење и многу важно исто така да изгради една мрежа на жени кои што се во бизнис и кои што ќе се поддржуваат. Марта, јас колку што знам, нели од искуството со академијата е дека имате една многу добра група, се створи една многу добра група или мрежа на жени. Како функционира, колку мрежите и од твоето искуство и со академијата, но и воопшто во бизнисот, колку женската поддршка и воопшто поддршката на од соработниците е важна за успехот во бизнисот? За успехот на еден бизнис се многу повеќе фактори во игра за да биде успешен. Не е секогаш само единката битна и мислам дека секој од нас што побрзо свати дека се е работа на еден тим. Не само тие што се непосредни соработници, директни и индиректни мотиватори околу едукатори, значи сите тие се дел од еден поширок тим кој што на некој начин придонесува за еден бизнис да оди, да се движи, да се развива и да е успешен. Оваа програма морам да кажам дека во некои моменти се доживуваше како ветер во грб, апсолутно, затоа што прво тие 30 и плюс предприемачки кои што се сретнавме и се дружевме во тие 3 месеци. Ние не се дружевме само онлайн на нашите менторски часови, да речем, туку имавме и неколку инситу средби кои што беше многу позитивно што инсистиравте на тие инситу средби сите да дојдеме, затоа што прво бевме собрани жени од различни профили, апсолутно од различни сфери и бранши. Тоа беше многу интересно кога толку многу различни луѓе сфативме дека она што ни е нас заедничко е бизнисот, тоа што дека сме предприемачки и дека сите заедно на некој начин и во некој момент може да се надополниме и да си помогнеме и да си дајдеме некој совет. Имаме жени кои што има само бизнис идеја, имаме жени кои што веќе има по 2 бизниси, жени кои што 20 години работат бизнис, така што тоа се искуства кои што се многу битни и вредни за секој од нас. Она што мене лично ми се допадна, што морам да кажам дека не се случува секогаш се уште, затоа што сепак и ние како жени се уште малку ни промакнува тој момент на поддршка едни на други. Меѓутоа на оваа програма и со сите жени што јас ги сретнав, значи тоа беше неверојатна отвореност и транспарентност и желба за споделување и за запознавање. Вие толку многу инсистиравте, правете муабет меѓу вас. Дури мислам дека и вие некој од нас не споевте, дали се запознавте, дали се знаете, дали знаете која е која. Така што во тој момент знаете како да се скрши некој мраз меѓу сите нас, оти сите ние сидаме со некоја бариера или со некој куферче дали воспитување од дома или некој стеги што сите ние си ги имаме од таму од каде што доаѓаме. Апсолутно. И така што свативме дека прво сите сме пријателки една на друга и дека буквално ако јас нешто не знам, се што треба е само да се јавам и да прашам. Дали едукаторката наша, мислам Софија нас ни беше достапна 24 часа, нели? Мислам дека не бевме многу досадни. Меѓутоа свативме дека сега е моментот, тука е, ние сме одбрани, имаме прилика да научиме се што можеме. Така што се надевам јас дека секој од нас го искористи и сопствениот максимум и максимумот на програмата, затоа што пак ќе спомнам, иако изгледаше многу едноставно и обично, тоа беше толку многу комплексно, затоа што на крај само со еден, еден клик ние добивме цел еден бизнис план од 10, 20 и 30 страни, што значи дека... Да. Марта, те молам накратко, мислам дека на гледачите им должиме кратко објаснение за каков бизнис станува збор во твојот случај, со што се занимаваш и која ти беше всушност и целта, идејата зашто стана дел од академијата. Така, мојата професија е дизајнер и изработувач на накит од сребро, матичната техника ми е филигранската. Филигранот го работам уште малце 20 години, го научив занаетот додека студирав, правев една година пауза од моите архитектонски студии. Во Скопје го научив занаетот и додека дипломирав и откако дипломирав, едноставно остана во мене филигранот, не ми остави мир воопшто и во некој даден момент од животов решив да бидам малку похрабра и буквално да зачекорам во непознатото и да се определам да работам нешто што кај нас се уште не сум сигурна дека точно го има како професија.
Така што јас сум регистриран за нечија моментално, имам свој бизнис веќе од 2011 јануари, значи уште малце ќе бидат 15 години. Тој е регистриран како бизнис, меѓутоа мојата компанија не е класична компанија, поради тоа што уметноста е многу тешко да се стави во бизнис рамки. Можам да кажам дека јас имам многу предизвици во сиве овие години. Прво пред се поради тоа што не достига таква едукација кај нас. Да, ќе научам јас економија, ќе научам бизнис, ќе научам финансии, тоа е достапно, можам да го научам, меѓутоа кај нас не достигаат системски решенија за примери како мојот, да речеме, како еден уметник да се стави во бизнис рамки, затоа што сепак нели мора плата, се плаќаат придонеси и така натака и така потака. Меѓутоа значи го работам филигран од скоро 20 на години, пред 10 уште повеќе се охрабрив, односно првата декада на континуирана работа ме доведе до тоа да отворам и свој сопствен простор во Охрид, односно отворив галерија за современ накид и филигран во Охрид, значи не е дуќан за накид, туку е галерија за накид. Се уште малку се бориме со публиката околу тоа, затоа што публиката си има сопствено мнение и гледање на нештата, меѓутоа полека и мојата улога меѓу другото е да ги едуцирам нели луѓето за она што го работам и да поставувам одредени стандарди таму каде што ги нема. Така што ова лето во јули галеријата наполни 10 години од кога ја направив, така што многу сум среќна што првата декада и втората декада некако си имат некој континуитет, а можда некогаш побавно, можда некогаш личи дека застанувам или дека одам назад, меѓутоа јас тоа би рекла дека сепак си има некој сопствен континуитет. Последно нешто што ми се случи беше ова академија за женско предприемништво, затоа што кога дојдов до јавниот повик, нели, благодарам на пријател кој што го препозна мојот потенцијал и мојата работа и ми рече види го ова, мора да, мислам дека треба тука да се пријавиш. Се пријавив, пополнав пријава и ете на моја огромно задоволство ме примија, така што и во пријавата напишав, имаше прашање зошто, нели, се пријавуваш. Сватив дека она што јас го правам веќе доволно долго, како да го имам достигнато веќе и сопствениот максимум и капацитет и сега ми треба да продолжам понатака, сопствениот развој и на мојот бизнис и на мене како предприемач го гледам во моментов преку едукација, така што оваа програма на МАА, кога ја прочитав што и како нели ќе биде, сватив дека веројатно мене ми е тука местото, дека најверојатно ќе научам некои работи кои што едноставно не ги знам. Така што прво морав да си признаам, да видам јас до кај сум, да седнам, да разгледам и си реков да ќе се пријави, ако ме прима, значи стварно треба да сум таму со бизнис идеја. Ја напишав бизнис идејата, со која што малце така со страф, нели, затоа што секогаш ги имаме тие сомнежи дали е доволно добро, па кој ќе ја прочита, па леле, нели може да помисли дека вреди, не вреди, добра е, не е добра и така натака, сите ги имаме тие. Да. Чувства и мисли кај нас, што мислам дека се добри. И почнавме со академијата и беше едно неверојатно искуство. Ова што го спомна ти, станува збор всушност за предизвиците кои што ги имаат креативните индустрии, не само во нашата земја, воопшто и секаде. Мислам дека креативните индустрии ќе бидат исто така во фокусот и на новиот повик. Голем број на жени всушност припаѓаат во оваа категорија на бизнис. Софија, од твоето искуство и како финансиски експерт и како едукатор и ментор, што недостига во нашата земја од аспект на поттикнување на предприемачки дух? Како да се мотивираат младите и не само младите, воопшто луѓето, еве со аспект на жените, да размислуваат предприемачки? Како можеме од сопствената страст, хоби, вештина да направам некаков бизнис? Па еве се да се надуврзам на ова Марта што го збореше, како збореше па се сетив, како ја организиравме минатата година академијата, рековме дека ќе бидат тие 13 модули, ќе се поминат, значи ќе поминат тие 3 месеци, меѓутоа организиравме неколку настани кои што во живо се одвива, беа тука учесничките, на кои што првиот настан го направивме во смисла некаков
некаков како да кажам провизорен, импровизиран демо дей, она што го викаат американците, односно презентирање на производот и услугата за кое што сакаат да се отвори некаков бизнис, сакаат да го воспостават учесничките бизнисот, каде што сами си ги представија нивните бизнис идеи и уште еден настан направивме каде што ги представува па изготвените бизнис планови. Таа некоја како да кажам, затворена средина, некоја заштитена средина, во која што они прв пат испрезентираа тоа што го имаа замислено. За прв пат, значи, некој од нив за прв пат јавно настапуваа, значи тоа е една вежба, каде што они прв пат проговорија за својата бизнис идеја и исто така другиот настан го прикажуваа производот и услугата и веднаш добиваат оценка, значи го валидираат тој производ кој што го имаат изработено или односно сакаат да го пласираат на пазарот од нивните најблиски соработнички, односно од сите учеснички тука во кругот што беа присутни, меѓу другото и ние. Така да што е она што како јас го гледам како некаков ограничувачки фактор, зашто во Македонија на пример нема толку не се основаат толку младите луѓе не основаат сопствени бизниси. Иако морам да кажам дека последните години и тоа како се зборува веќе на таа тема и тоа како има млади и успешни предприемачи. Меѓутоа, можеби еден од ограничувачките фактори е тој страф од неуспех, затоа што предприемништвото само по себе е неизвестност. Не знаеш дали ќе ризична дејност, не знаеш дали пазарот она што ти си го замислил и мислиш дека ќе ти успее, ќе може да го продаваш, не знаеш дали тоа ќе успее на пазарот, дали ќе се створи тој круг на купувачи, дали ќе се реализираат продажби какви што имаш намера, односно какви што си замислил дека треба да има, за да ти го за да имаш некаков успех на крај, односно да те награди, да се наградиш за трудот што си го вложил. Сега тој страф од неуспех и таа неизвестност веројатно се решава, иако секогаш е присутна, некои викаат дека и треба да биде присутен тој страф, затоа што е како поттикнувачки фактор да ти бидеш подобар и се надминуваш самиот себе. Меѓутоа, тоа се надминува веројатно со некакви промовирања на некакви позитивни примери во општеството, односно да се истакнуваат, да се зборува повеќе за тие позитивни примери, за луѓе кои што го завршиле образовниот процес и почнале со бизнис, не се вработиле во никакви државни институции, не се вработиле во никакви етаблирани големи компании, него ете преземале ризик и отпочнале сами да работат и имаат успех во тоа. Младите тоа го гледаат и сакаат да се огледаат на такви луѓе, значи тоа би бил еден од начините. Друга активност би била она што го прави државата преку нивните владини иницијативи, преку Агенцијата за предприемништво, да бидат поактивни, Фондот за иновации, исто така колку што знам, и тоа како работат на тема стартапи и вложување во тие нови бизниси, така да тоа се прилика. Генерално во нашата земја и не мислам искуството и сите анализи покажуваат дека сепак институциите или субјектите кои што даваат реална и конкретна поддршка на предприемништвото не се доволни. Што мислиш ти, Марта, еве и посебно и во делот и на креативните индустрии? И како според тебе може да се поттикне, што може да ги поттикне луѓето повеќе да влегуваат во бизнис? Ова што го кажа Софија, дека мора да се извадат напред луѓето кои што го направиле тоа и да ја раскажат и да ја објаснат својата приказна и својот пат. Така што мислам дека стравот не е само поради тоа дали ќе бидам успешен, дали ќе остварам продажба и на крај, нели ќе имам финансиски бенефит. Мислам дека исто така проблемот и стравот е во тоа дека луѓето не знаат како да почнат, не знаат како да се движат низ тоа. Мислам дека тој дел недостасува во едукацијата. Затоа што еве јас имам бизнис идеја и сега, мислам, ова ви кажувам од мој лично искуство, кој што луѓе се охрабриле и дошле да ме прашаат. Викат, еве сега да речеме јас го имам овој предмет, производ го правам и така натака и сега јас
како да постапам, како да направам, додам да се регистрирам, да не се регистрирам, ќе ми требаат пари колку. И тоа на момент станува еден лавиринт и луѓето мислам дека тука се губат, така што мислам дека системски можеби тука нешто некаде треба малце да се искристализира или да се поедностави или едноставно да се донесе нека програма која што ќе е по не знам, полесна треба да се постават работите. За луѓето, значи те да не страват дали јас ќе бидам успешен и ќе продадам, да речеме тоа веќе тука и други фактори зависат, меѓутоа другото е она стравот од јас уствари не знам како да постапам, немам кај да се обратам, каде да одам, институција или индивидуалец и тој да ми го каже патот каков е, па јас да седнам, да почнам да работам и да стигнам до таму независно на резултатот. Исто така апсолутно е битно секој момент да се искористи било каде кога може за јавни настапи и јавни говори, мотивациони говори од луѓе кои што го направиле она што го направиле. Имат многу луѓе кои што не се експонираат во јавност, ние не знаеме дека постојат, условно кажано, меѓутоа се многу успешни во својата бранша, така што требат и тие луѓе да излезат малци и тие да ги споделат нивните патишта и што тие направиле, затоа што во секој еден развој на бизнис, да речам, повеќето луѓе се сами, еве можам да кажам дека јас сум условно кажано, сум била сама на почеток, не сум знаела што правам, меѓутоа сум тргнала и сум рекла јас ќе учам по пат, затоа што некакво претходно искуство имав, од домашниот контекст, татко ми беше уметник, имаше свој уметничко ателје со галерија, така што мене ми беше дел познато од она што го гледав, меѓутоа јас апсолутно не знаев што е позадината и како тоа изгледа системски да се води една галерија и да се биде уметник и цело време и да се работи, да се има континуитет и цело време да се има продукт и да видиш уметникот и се тоа што доаѓа со тоа. Меѓутоа јас едноставно решив дека ќе учам по пат и кога решив дека ќе учам по пат, едноставно почнуваат да се отвараат работите, меѓутоа стварно треба да ви се очите широко отворени и да внимавате. Од кога ја отворив јас галеријата, кога веќе имав и физички простор, односно јас се опросторив, како тоа сакам да го кажам, луѓето почнаа сами да влегуваат и да доаѓаат. И јас разговарав со сите. Еден ке се погодеше, чекај, знаеш што? Тогаш и тогаш има таков и таков воркшоп. Ево ти информација. Да. Друг ке се погодеше, ај види, оди провери, прашај, ај види таму и полека. Јас на почетокот одев секаде каде што ќе ме викнеа, секаде каде што ќе дознаев и едноставно со тек на време почнав да селектирам, ова ми треба, ова не ми треба, ова ми треба повеќе, меѓутоа секогаш се трудев да правам една ретроспектива и да се навраќам на она што го правам, кај сакам да стигнам и што е тоа што го правам. Најбитно, не секогаш знаев, и ден денес, не секогаш. Знам, затоа што и целите, и идеите, и визиите се менуваат согласно на контекстот во моментот, нели, и животот си има свој терк, така што не можеме ние секогаш да условно кажано да го правиме она што го сакаме и некои други работи диктираат во животот. Меѓутоа, сметам дека човек само треба да е отворен према она што сака да го прави и да ги внимава сите тие мали работи кои што му се појавуваат на патот, едноставно да ги зграпчува, затоа што нема друг. Затоа е и добра ваква, например, и ова Марта што го кажува, затоа е и добра добри се вакви, одлични се вакви програми како ова што е на Академијата за жени предприемачки, затоа што ти го кажуваат патот што треба да го изодиш, односно ги поставуваат работите на свое место. Без да има празни чекори, еден чекор напред па два назад, точно ги поставуваат, ги систематизираат работите кои што треба да се изготват, да се спреми тој план, во смисла на точно да знаеш што се те очекува, да се направи поготово и тој финансиски план, да се види колку средства ќе бидат потребни за сето тоа да се оствари и на крајот да се направи таков некаков оперативен план кој што ќе го операционализира сето тоа и ќе знаеш чекор по чекор што те очекува во иднината. Ако сето тоа изгледа, како да кажам, тоа не е само административно процедурална некоја вежба, него напротив ги учиш суштинските работи што те очекуваат утре ако го формираш бизнисот. Да, но дилемата ми беше како човек кој што го гледа контекстот, значи планот може да биде идеален, може да биде прво место како планот на Марта. Меѓутоа што е со реалната поддршка, односно со контекстот каков ни е, во смисла финансискиот план може да го направиме, односно да го проектираме предобро, меѓутоа пазарот да е таков каков што е. Што тука ни фали, дали сметаш дека, не знам, банките поддржуваат доволно, дали освен банкарските институции се потребни некаков друг тип на институции кои што поддржуваат во сит фаза бизниси, во тој контекст? Па сега банките тешко дека поддржуваат нови бизниси, затоа што
по моето искуство, бога ми баја ги искуство имам банкарско, банките не се нафаќаат да кредитираат фирми кои што се новоосновани. Значи, сепак треба да има некоја историја, да се види дали тој бизнес ќе биде... Има сега неколку нови програми, сега во последно време, да, меѓутоа, тоа се, како да кажам, високоризични бизниси кои што банките стојат на страна од тоа, ограничувачки некои фактори ми е. Тоа се тој пристап до финансии секако дека е ограничувачки фактор и сите во сите анкети кои што се прават со претприемачи, они сите го истакнуваат тоа. Жените претприемачки уште и повеќе затоа што дури помал процент имаат пристап до финансии, во смисла дека на пример фондот за иновации е една таква институција која што треба да ги финансиски да ги обезбедува тие нови бизнис идеи. Се уште фали во Македонија, значи во Македонија фалат бизнис ангели, во Македонија фалат инвестициски фондови кои што ризични инвестициски фондови кои што ќе вложуваат во такви нови бизниси. Така да тоа е еден ограничувачки фактор. Она што прават претприемачите, прават со свој заштеди, со заштеди од семејството, но тоа е се во некои мали размери. Можеби тоа е патот да се почне, па после тоа доколку даде резултат, се оди на зголемување и на обемот и на работењето и на финансиските операции и на производството на повеќе производи. Но пристапот до финансии секако е ограничувачки фактор. Марта, спомена дека е потребно охрабрување во смисла инспирирање и охрабрување преку некој позитивен пример. Си охрабрила ли ти некој друг да влезе во бизнисот и да биде успешен? Имаш ли такво искуство? Или те охрабрил ли тебе некој? Или те мотивирал ли тебе некој, освен таткото кој што го спомна, да влезеш во бизнис и да обстанеш? Мислам дека прво клучно јас сама себе си се охрабрив. Едноставно решив дека тоа ќе го направам и не мислев многу понатака. Имаше многу коментари од околината, пошто околината секогаш знае што вие треба да правите подобро од вас, и вас никој нема да ве праша. Она што ми е слаба точка ми е мотивациони говори и учествување на настани од било каков тип, каде што има основци, средношколци, дури студенти, секаде каде што ме викаат да го презентирам својот пример или да го мотивирам, значи без поговор прифаќам кај да сум, што и да правам. Така што не сакам да звучам нескромно, меѓутоа после после моите настапи или презентации еден човек барем ми дошол и ми рекол тоа што го кажа и толку. Значи мислам дека тоа е доволно, затоа што на сите нас во некој момент од животов ни треба малку некој да те поттурне. Некој да не поттурне, да, тоа не мора да значи дека е во однос на бизнисот, едноставно може вас да ви направи убаво чувство дека тоа што го чувствувате и што го мислите е во ред и само продолжи и ќе биде. Така што еден од главните делови за, според мене, и битни работи за почнување на еден бизнис е да имате некој кој што ќе ви рече да, во ред е, терај. Во ред и да не знаеш, во ред и да не се снајдеш, али битно е тоа што го чувствуваш во себе, дека едноставно го чувствуваш, го имаш и знаеш дека треба да го послушаш и да го пробаш. Затоа што мислам дека на ниеден човек на крајот на денот не му е криво ако пробал и не успел. Така му е криво ако не Добре, пробал. во овој дел ние мораме малку, веројатно и како нација, да си го смениме пристапот кон нештата, затоа што ако зборуваме за некој наш успех, тоа во принцип не е фалбаџиство, туку тоа е мотивација на некој друг. А тоа е споделување едноставно. Ако јас не кажам како ќе знаете или обратно, ако Софија мене не ми раскаже што направила, како направила, јас не ако можам да споделиме неуспех, исто така не е срам, туку тоа е учење на грешките за тоа како да бидеме подобри. Така што ова го прашав од аспект на тоа дека мрежите за поддршка, групите кои што се креираат преку разноразни активности, вклучително и оваа, се многу битни. Софија, што би била една од клучните твои препораки, зошто некој што сега не слуша, девојка, жена која што и тлее некаква бизнис идеја или почнала некој бизнис, а се мисли што понатаму и како понатаму, зошто да се пријави на академијата? Па, затоа што
ова сега да се надоврзам на ова што го зборевте, значи ни еден, како да кажам, успешен бизнисмен не успел преку ноќ и не успел пред 3-4 пати, не знам колку пати претходно да падне, односно да доживеа некаков неуспех. Така да сите кои што имаат некаква намера, односно имаат некаква бизнис идеја, јас ги охрабрувам да се обидат, да не остане некакво каење на крај дека тоа не им се остварило како амбиција, како желба и така натаму. Инаку програмата е токму за такви кои што се двоумат дали да почнат или да не почнат бизнис. И јас ги поканувам сите да се пријават на овогодинишната трета генерација веќе жени предприемачки кои што да потенцираме ќе поминат повторно истите со тоа што имаме уште еден модул оваа година кој што е стрикно за изготвување на финансиски планови и тоа ќе биде супер би им било супер корисно. Така да оваа година планираме 14. Исто така да потенцираме дека правењето на финансискиот план во рамки на бизнис планот во принцип е најтешката, се покажува досега како најтешка задача, така што и за сите кои што се послаби, условно кажано, од аспект на финансиска едукација и знаење, оваа програма може да ни ги збогати, не дека ќе завршиме економски факултет, барем ќе ги зајакнеме. Основата ќе научиме едноставно, ќе разбериме, ќе разбериме основата за економијата на еден бизнис и кога тоа ќе го сватите веќе, после се е полесно и полесно, затоа што знаете со што си имате работа. Ја знаете структурата на вашиот бизнис. Марта, има ли магично стапче како да се започне, заврши и да се победи на една ваква програма со најдобар бизнис план? Ова од аспект на тоа да мотивираме што повеќе луѓе да стремат кон тоа да бидат најдобри. Да, магичното стапче сте вие. Така што вашата желба и вашата пасија и вашата детерминираност и цело време да си викате ова не го знам, ама ќе го научам, ова е тешко, ама ќе ми стане полесно, ова не го знам, ама го можам. Значи, може би звучи како сам со себе, така звучи, да, меѓутоа тоа е тоа. И подитно да си ја смениме перцепцијата на зборот неуспех, затоа што според мене неуспех е ако се откажите и ако се повлечите и останете дома. А не е неуспех ако излезите и ако пробате еднаш, два пати, три пати, 100 пати, не стои првиот пат се најдете точно во право време, на право место, со доволно искуство позади вас и преку ноќ ќе се случи тоа што треба да се случи. Така. Затоа е многу важно всушност и да зборуваме на темата, да мотивираме луѓе и на крај на ден да креираме една поуспешна економија. Она што сите мора да го сватиме е дека повеќе од 90, можеби над 95% од економијата и нашата, но и повеќето економии во светот базираат на мали бизниси, на микробизниси и затоа треба што повеќе и да се валоризираат воопшто. Мислам дека треба да сватиме дека работите зависат од нас и дека треба да си дадеме малку кредит и дека навистина зависат и да се поставиме ние во таа позиција. Дека зависат од мене, од неа, од тебе и од сите други кои што имаат мали бизниси. Мислам дека тогаш ќе се сменат работите и во нашиот мајндсет, па и може да и во менталитетот и во целото општество. Така. Имаме ли нешто, би сакале ли нешто да додадете на темата како од идеја до бизнис? Ништо, станува да ги поканиме гледачките да се пријават за учество на следната генерација на жени учеснички. Така, во моментот датумот не го знаеме, но во септември може да ги следите социјалните мрежи, Инстаграм и Фејсбук на Македонско-американска алумни асоциација, каде што ќе биде објавен повикот, ќе трае доволно долго. На повикот се аплицира секако со една кратко образложена бизнис идеја. Многу е важно да се има некаква идеја. Јас што велам, тоа може да биде некој наш мал сон, нешто што ни седи некаде во некое ќоше, во мислите, така неголицка малку, и треба да се образложи што всушност сакаме ние да направиме. Затоа и темата на денешниот подкаст беше како од идеја до бизнис. Патот можеби е многу долг, меѓутоа можеби и не е толку многу долг. Да. Јас би рекла само би порачала да луѓето да се инвестираат во себе,
оти тоа на крајот денот никој не може да им го земе и секогаш дупло се враќаат. Така. Ви благодарам многу на споделените информации, на инспирацијата и големата доза на мотивација која што е клучна во денешно време. Ви благодарам многу на вниманието.